Нормализирано е движењето по Скопската обиколница кон Куманово по вчерашниот пожар што изби кај селото Мршевци во општина Илинден. Вчера попладне поради искрење на жици, пожарот од Мршевци силниот ветер го прошири кон селото Бујковци и кон индустриската зона Бунарџик. Со пожарот беше зафатена и црквата во Мршевци, а чадот се чувствуваше и во Скопје. Од густиот чад на автопатот имаше намалена видливост поради што дојде и до сообраќајна несреќа, па автопатот е се уште затворен. Поради силниот ветер не може да полетаат тракторите и хеликоптерите и да се вклучат во гаснење. На терен се Скопската пожарна, но и локално население. Со тешка механизација се прават препреки пожарот да не се прошири, изјави синоќа директорот на дирекцијата за заштита и спасување Стојан Чеангелов. Советниците од град Скопје на денешната седница усвоија декларација за осуда на насилство врз институцијата градоначалник на град Скопје, насилство врз жените и почитување на законските мерки и процедури од надлежните органи, со која искажаа поддршка за градоначалничката Данела Арсовска, која во последниот период се соочува со закани и напади. Свесни за важноста од владење на правото и принципите на демократијата и почитувањето на институциите, ние, членовите на Советот на град Скопје, ја осудуваме секоја форма на насилство, насочена кон институцијата градоначалник на град Скопје и кон личноста што ја извршува оваа функција, без разлика на нејзиниот пол, а особено насилството кон градоначалникот како жена, што представува двоен напад врз институцијата и врз безбедноста на жените во јавниот живот. Го осудуваме секое непочитување на законските процедури и механизми утврдени заради обезбедување ред, правда и безбедност на сите граѓани и функционери. Ги повикуваме надлежните органи да постапат согласно со своите законски ингеренции, да ги истражат сите случаи на насилство, закани или притисоци, насочени кон институцијата градоначалник на град Скопје и кон градоначалникот како жена, да утврдат факти и да обезбедат целосна заштита, стои во декларацијата. Инспекцијски контроли од општина Газибаба со цел да се спречи злоупотребата на водоводниот систем и да се заштитат граѓаните, во населените места Црешево, Булачани, Раштак и Смилковци уловија и санкционираа диви приклучоци. Според информациите од општината, во Црешево било затекнато лице како полни сопствен бунар со вода од јавниот водоводен систем. И во Раштак биле откриени 2 диви приклучоци на системот. Од општината велат дека вонредните инспекции ќе продолжат и во наредните денови, а градоначалникот Боман Стевковски уште еднаш побара јавното предпријатие Водовод и канализација и град Скопје да постапат во рамките на своите надлежности и итно да преземат мерки, со цел жителите на Автокоманда, Ченто, Маџари, Железара и Хиподром да не останат без вода во летните месеци. Општина Карпош извести дека во наредниот период ќе се вршат засилени контроли од страна на сектор инспекторат во попладневните и вечерните часови на урбаната опрема на територија на општината. Ве опоменуваме дека секој локал кој ќе има поставено дополнителни маси и столици од тоа што им е исцртано во елаборатот за урбана опрема, ќе бидат веднаш казнети и ќе биде поведена постапка за отстранување на урбаната опрема, како и времена забрана за поставување на истата, велат од општината. Општина Центар почна со изградба на нов паркинг лоциран зад катната гаража во Буњаковец со капацитет за 40 возила. Идејата за нов паркинг дојде директно од жителите на Буњаковец, кои на маалските средби тоа го посочија како приоритет. Веднаш почнавме со реализација на проектот со цел да добиеме функционален и уреден простор, да обезбедиме дополнително паркирање и да го намалиме сообраќајниот притисок во ова урбано јадро, порача градоначалникот на општина Центар Горан Герасимовски. Според општината, станува збор за локација која со децении беше узурпирана од несовесни поединци и претворена во дива депонија, опасна за јавното здравје. Со порастот на температурите, Лајка апелира до сите граѓани да покажат грижа и одговорност кон милениците, но и кон бездомните животни кои особено страдаат за време на летните горештини. Оттаму ги дадоа следниве препораки. Обезбедете секогаш на дофат свежа и чиста вода во текот на целиот ден. Никогаш не држете кучиња врзани на синџир без пристап до сенка. Не оставајте миленици во автомобил. Шетајте ги милениците рано наутро или доцна навечер. Асфалтот во текот на денот може да биде екстремно врел и да ги изгори шепите. Од Лајка апелираат и на грижа за бездомните животни.
Оставете чинија со чиста вода пред вашата зграда, двор или продавница. Тоа за нив може да значи разлика помеѓу живот и смрт. Внимавајте на хигиената. Садовите редовно чистете ги и ставете ги на место кое нема да го попречува движењето на пешаците. Покажете емпатија ако видите животно во неволја. Известете ја лајка или најблиската ветеринарна амбуланта. На платото пред музичкиот салон Дореми, напладне во рамките на Скопско лето, ќе биде промовирана книгата Rock and Beat од Михајло Грбевски Мишко. Изданието ќе го представат новинарите Тони Димков и Ненад Георгиевски, а настап на настанот ќе има Јаков Дренковски. Вечерва пак од 21 часот во Сулијан ќе се одржи концерт Хаус музика, 40 години љубов, ритам и еднаквост, со настап на диџеите Јулијана Милутиновиќ, Зија Вишко и Зоки Бејбе. Скопските фудбалски клубови Вардар и Работнички синоќа ги одиграа реванш над преварите од првото коло на конференциската лига на УЕФА. Вардар со нерешениот резултат од 2:2, а по победата на првиот надпревар од 3:0 се пласираше во второто коло, каде следниот четврток во Скопје ќе го пречека швајцарскиот представник Лозана. Работнички во реваншот на домашен терен загуби, па со 2 пораза се збогуваше од европските настапи годинава.